Немав намера да се јавам за збора, ама просто морав да кажам некои факти кои што колешката. Прво мислам дека треба да се извиниш заради тешките зборови, па да, квалификации неофашизам е, не знам, како можеш такви зборови да употребиш, неофашизам, дека ние промовираме неофашизам затоа што сакаме да ги заштитиме децата од родова идеологија во основно училиште. Ако останевте на власт, поготово вашиот креатор на мислење open mind Мила, мислам ние родителите досега ќе им ги одземавме децата, но кажа мојот колега што мисли за тоа, што мислиме за тоа и што генерално се случува во светот. Генерално, не сме го измислиле ние тоа. Во одредени земји, еве да не кажувам во кои, има, мислам, 100 рода. 100 рода. Нека ме коригира некој ако не сум во право. Туку сакам да го побијам фактот во тоа што кажавте дека не сме гласале закони за семено насилство, колешке. Значи, мене ми е ова 4 мандат пратеник во Собранието на Република Македонија и не се сеќавам да ние, како пратенички на ВМРО ДПМН, некогаш не сме гласале закон кој што ги заштитува жените од семено насилство. Напротив, се сеќавам особено на работата на клубот на пратенички на жените, клубот на пратенички, во кој што заедно, за жал сега, еве некако не иницирате вие иницијации за заеднички закони, а има потреба од тоа. И немој да мислите дека тоа што го кажавте за случката во Радовиш нешто поени. Не. То треба да се иницираат жените тука пратенички, во клубот на пратенички, а не да се надпреварувате која ќе поднесе законско решение, па ќе биде одбиено или не. Кажете ми кога ВМРО ДПМН, посебно пратеничките, јас сум учествувала во изготвување на законски решенија заедно со поранешни ваши колешки. И жестоко сум им ги бранала. Особено во делот на правата на жените. И не може вие да наметнувате нешто за кое што сум убедена и јавноста знае дека ние сме биле дел од решението. За разлика од ова, јас мислев сега пак ја зборуваме за инклузија, за работни материјали, за учебници што не им ги дадовте на децата не знам колку години. Па дури вака се дразнувате да зборувате за лиценци, во моментот доаѓам од Комисија за труд и социјална политика. И вака дрско, најбезобразно, министерката до вчерашна твоја колешка, сега и наша Јована Тренчевска, законот е за лиценци, па мислам дека над 2000 негователки и воспитачки немаат земено, и она не дозволува тој закон да се донесе, и сега вие ќе зборите за правата на жените. Зошто? Зошто Јована Тренчевска, вашата бивша министерка, не дозволи над 2000 жени да полагаат за лиценци за воспитачки, за негователки, за директорки? Ја ова не го измислувам, еве видете, прашајте. Ке ви кажат, и сега вие менувате наратив, па дури и го квалификувате како неофашизам. Ве молам, колешке, да се воздржите вака од претешки зборови, па дури мислам дека треба и да се извините, намалете доживување, тука сме за сите, а вие зашо се фативте тука? За агендата на Мила. Па Мила ве сруши, вие како не ви е јасно, бе. Ај вас шо ве сруши ми е гајле. Абе, државата. Бе, тотално изместени вредности, Мила кажа, бре. Па, ја не знам како не се свестите. И пази, сад време губиме за агендата на Мила. Толку ли бе не ја преболевте вие таа Мила? Ве искрено ве прашувам. Па тоа е гробарот на македонското образование.
па и во труд и социјала. И секи ми кажуваш ти на мене за права на жените. Немојте, молам, дајте иницијатива. Вие го водите клубот на пратенички. Дајте на иницијатива, веднаш ќе се собереме, уште утре ќе го донесеме законот. Тоа, ја точно знам што треба да се донесе во законот. Ама имате некакви суети, очигледно имате други агенди. Еве го 8,5 часот вечер, вие зборите за родов идентитет. Ма дајте бре, имате биро за развој на образование, имате просветна инспекција. Вие зборите за родов идентитет, па како бре ќе ве сватат вас сериозно? Како ќе ве сватат вас сериозно? Мислам, не ми е гајле дали ќе ве свати народ сериозно, ма дај, мислам, ослободете не од вашите прелиберални, ако ние имаме неофашистички сваќања, вашите какви се бе? Кои се тие? Не знам, колегата ги каже, а дури не ни прелиберални, не знам какво движење сте вие. Што движење сте? Дај замислете се малку и престанете веќе да зборуваме за ова. Дај да гласаме и уште еднаш да не сте ми кажале дека ВМРО ДПМН, пратеничките на ВМРО ДПМН не го донеле законското решение. Еве предлагам, утре кажете и на Јована, нека свика клуб на пратенички, сите жени членки да го донесеме, уште утре ќе го донесеме законското решение. И точно знам каде треба да се направи заперка, да се додаде член и готово. Таквите како тој во Радовиш, не е само тој во Радовиш, има такви манијаци у цела држава. Еве ќе ги решиме. А не тука да ми зборуваш за 100 родови идентитети, јас сум мачка, јас сум ова, јас сум она. Не можам да зборувам веќе за ова. Дај прекинете комисијава и продолжете со другите законски решенија. Благодарам.